Фотокиноклубот Ванчо Прк е при Народна техника во Штип долг период со своите активности знаеше да даде допринос за развојот на градот. Период имаше кога овој клуб стагнираше, но повторно ентузијастите и новите членови ги ревитализираат активностите на клубот. 1948 година Народна техника заедно со луѓето кои се бавеа со фотографија или така наречени фотографи, го основаа студиото Народна техника, од каде произлезе и нашиот клуб понатака. Денеска се собираме, се организираме, постарите членови и ентузијастите да го ревитализираме, односно да го реактивираме клубот, со кое нешто на младите луѓе ќе овозможиме да се бават со креативност, односно со фотографијата. Во период од речиси 6 децении постоење, фотокиноклубот Ванчо Прк во Штип даде изворени резултати на полето на фотографијата, стекнувајќи се со многу домашни и интернационални награди. Клубот може да се пофали со многу организирани изложби во времето на Југославија, од ранг на југославенски делокруг. Понатаму имаше европска и меѓународни изложби, со кои изложби бевме афирмирани како град, како членови и како ентузијасти. Новоизбраниот председател на фотокиноклубот Ванчо Прк Штип се надева дека со активностите сега клубот ќе даде допринос на фотографијата, вклопувајќи ја во современите текови на дигиталната технологија. Јас сум член на клубот од 70-те години. Активно работев на многу изложби, излагав, добивав награди. И сега ја користам оваа прилика да со помош на најновите случувања со развој на техниката, дигиталната техника, кога веќе фотографијата е достапна до многу поширок дел од луѓето, да ја реактивираме оваа дејност што имаше фотоклубот, односно излагање, едукација на младите за фотографии и да ги отвориме вратите за сите стари, сите сегашни и сите идни членови на клубот. Инаку фотографијата како медиум знае да покаже и да каже она што се случува околу нас без ниту еден збор. Ветераните и активистите на фотокиноклубот Ванчо Прк Штип се надеваат дека ќе добијат и нови членови, а Штип ќе покаже дека знае да држи чекор со современите дигитални технологии на фотографијата.